Моментално, еве сите сме сведоци, буквално не можеме да влеземе веќе во продавница. Неиздржливо, енормно се покачија животните трошоци, платите останаа на исто ниво, еве има најавено покачување на одредени гранки, меѓутоа тоа не е доволно и затоа ние апелираме до владата, значи подхитно да свика, еве апел до премиерот, подхитно да закаже социјално-економски совет. Ние ако гледаме цело време сме во криза. Меѓутоа, за оваа криза гледаме дека владата прави па некои безврска трошкови, непродуктивни, значи пари има во државата. Она што следи, ние како конфедерација, еве, упатувам, значи, апел сега и до останатите синдикати, што се на национално ниво, еве, јавна покана, да седнеме сите заеднички да донесеме став. Значи, без разлика доколку ни се приклучат, тоа ќе биде уште побољно, ќе бидеме посилни како работници, меѓутоа доколку не сака да се приклучат на нашата иницијатива, ние веќе донесовме одлука, прашање само на време за датумот ќе бидете известени кога конфедерацијата, она што го осеќаме веќе, пулсот кај народот е неиздржливо и ќе правиме каде што можеме штрајкови, каде што не протести. Ќе поплавиме државата од тужби, бидејќи владата сама не си го почитува законот. Замислете, самата влада не почитува закон. Ако таа не го почитува закон, што остане ние да почитуваме закони? А најавуваат ваква криза, ваква зима ќе било, не знам што ќе било и никој ништо не реагира. Тие што треба да не повикаат да кажат, ние можеме ова. Па ние да се договориме дали е тоа доволно или ќе протестираме. Кажав 2800 веќе не се во игра, бараме согласно законот што е легитимен, што владата се надеваме ќе го почитува, покачување на плати треба да биде 18,4%. Усогласување на сите плати како во приватниот така во јавниот сектор со минималната плата. Они сами кажува има време, чекајте што протести не ни правевме и ние протести и другите синдикати, за 6 месеци ние ќе го тоа што ни е законски ќе го извршиме. Меѓутоа гледаме, еве го септември доаѓа, нема најава дека ќе има усогласување на плати. Ние повеќе нема да чекаме.